И се што породителите бараат да биде изведено пред истот на правдата е легитимно барање кое што би требало обвинителот по службена должност да го заврши. Проблемот е што очигледно они сакаат да ги сокријат овие луѓе заради тоа што овие луѓе знаат на Мицко се знае што не премиер рече ќе не менја ако работиме кој што треба да работи. У оваа ситуација овдека смената на раководните лица во СВР Штип и ОВР Кочани не е за да се олесни истрагата, тоа е за да се обезбеди квалитетна истрага, туку е заради тоа што вечерта на трагичната ноќ во работна посета на ОВР Кочани се наоѓаат две лица кои што веројатно биле и пред дискотеката Пулс во 00:48 часот. Едниот е директор во МВР, а другиот е сега разрешен командир на СВР Кочани. Дали вие мислите дека двајцата најблиски луѓе на Панче Тошковски ќе бидат ставени под луп или ќе бидат изведени пред лицето на правдата? Ја у тоа не верувам. Бидејќи до сега видовме дека тоа нема шанси да се случи. Кога станува збор за тргување со влијание, вие видовте пратеникот од Кочани да биде повикан да го прашаат дали он тргувал со влијание? Например, има десетина слики, фотографии, поише има, на кои се гледа пратеникот во дискотеката, на сепариња, букафичото, класик и така натаму. Нели има основ да рече обвинителот, дојде да видиме ти нешто да не си бил тука, нешто да не си ургирал за човеков? Нема ништо од тоа. И требаше маце порано да се вклучи политиката, искрено кажано во оваа работа. Требаше маце порано политичките партии да се вклучат во оваа работа, затоа што истрагата се води политички. Истрагата и обвинителството мешаат политика. Обвинителството практично се претвори у инструмент, у алатка на политичките елити, тоест на владеачката политичка партија. Обвинителот у моментов, особено Коцевски, води политика. Он се однесува као пиар испостава на ВМРО-ДПМН. Као портпарол на владата. Влен и знам. Тој води политика, тој се секира за рейтингот на владеачката партија, тој не се секира за истрагата.